И покрај високиот степен на загаденост на воздухот во Скопје и апелите што повеќе да се користи алтернативен превоз, сликата во македонската метропола денеска ја отсликуваше ниската самосвест и незначително малите заложби кои граѓаните ги даваат за подобрување на квалитетот на воздухот. Лошите навики на возачите денеска повторно им го невозможуваат движењето на оние малкумина кои одлучиле наместо со автомобил обврските да ги завршат со велосипед. Иако уште од најрана возраст се учат сообраќајните правила, скопските возачи се уште не знаат дека велосипедските и пешачките патеки не се наменети за паркирање на автомобили. Се пожали еден повозрасен жител од скопската населба Киселавода, кој редовно вози велосипед. И дел од останатите граѓани, кои денеска ги сретна екипата на Прва Скопска, се пожалија на лошата велосипедска инфраструктура, а најголем проблем на велосипедистите и понатаму остануваат лошите навики на возачите. Веќе неколку години градот Скопје работи на проектот Скопје велоград, кој според очекувањата на градските власти ќе овозможи непречено користење на велосипедот како превозно средство. Иако досега проектот требаше да биде завршен, неговата реализација е одложена за 2020 година. Според планот, годинава се очекува да заврши изградбата на велосипедските патеки во должина од над 16 километри, со што за помалку од 2 години од сега Скопје ќе биде велоград со развиена велосипедска мрежа што ќе ги поврзува сите населби во градот, велат од град Скопје. Досега се изградени велосипедски патеки на градските улици во општините Киселавода, Чаир, Бутел, Ѓорче Петров, Карпош, Центар и Газибаба. Но подобрувањето на велосипедската инфраструктура не значи само изградба на велосипедски патеки, туку и паркиралишта за велосипеди. Од град Скопје велат дека поставувањето на држачи за велосипеди на повеќе локации во Скопје е дел од континуираните заложби на градот за подобрување на велосипедската инфраструктура и условите за користење на велосипед, со цел поттикнување што поголем број граѓани, особено младите, да го користат велосипедот како основно превозно средство. Токму такви држачи се поставени во средното училиште Орце Николов и пред театар комедија.